Ден број 3, масом не сака друштво да ми прави под изговор дека е 60 степена надвор. Затоа што хилта е за градски момчиња, почнуваме со токмак. Има едно зидче да се искачи. Ова се елиминира све и дрвото позади малце ќе го скастриме денес. Мислам дека не постои болја тренинг од ова. Ова е исто сега како кога ќе наредиш на бенч или на преса и ќе си направиш серија и после ти текнува дека потешкиот дел е да ги вратиш тегоите на место. Ево оваа работа, ова е потешкиот дел. Ова што беше со тестостерон, со мавање се заврши и сврлање на шут. Само што се елиминира докато шував простор се отвори и некако се по-голем е ова. А тек кога ќе го елиминирам овој добив некаква идеја тие два зида вака што да ги оставам, да ги дозидам само уште пара да нагоре, со светленца нешто да ги направам да бидат интересни. Овие гранки тука кога се елиминират, мислам дека ќе биде тип-топ. Добро е малце се сокри сонцето, дозволува да работа. Последна тука. Задача број 2 стартува. Овие блокчиња овдека ќе се елиминираат скроз. Ова ќе се сруши, гледам дека некоја стара плоча овде има некој железо. Тоа ќе се елиминира све. Овој зид овдека што е ќе остане. Само уште два реда нагоре ќе иде од таа страна исто. И ќе излезе баш фино. Заврна. И сега немам доказ за сработеното. Иначе дрвото што реков да го елиминирам, го елиминирав. Тука што имаше блокови се тргнати. Еве како што може да се види. Дрвото исечено, тие гранки што се живи ги оставивме, затоа што сметам дека е греота да ги сечеме. Овие беа само суви и мртви гранки. Ама ни се сруши зидот, зашто не бил добро зидан. И сега по тој повод, тој зид мислам да го иззидам скроз до овдека да го направам, до овоа ступче. И мислам дека би било супер баш од кај што е. До таму, еве овој дел све како што се сруши, уште 3 реда блокови ќе идат нагоре. И мислам дека ќе си дојде перфектно до израз. Плочата овдека не е многу крива. Сега ќе го очистам ова ѓубре све. И мислам дека само со 3 сантима или евентуално 5 сантима можеме да направиме да изгледа топ.